По Скопје, каде за 2 месеци има околу 300 заразени, малите сипаници се проширија во сите региони во државата. Морбили регистрирале центрите за јавно здравје во 11 градови, а здравствените власти ги чекаат и лабораториските анализи за пријавените случаи во Кочани и Штип. Освен во главниот град, епидемија е прогласена и во Тетово, а според епидемиолозите не е исклучена можноста ваква мерка да биде донесена и за Куманово. Покрај невакцинираните деца, на удар на оваа заразна болест се и здравствените работници. До сега има 30 заболени, од кои дури 10 се од клиниката за детски болести. Епидемиологијата на мали сипаници е поврзана со ширење или така наречено интерхоспитално ширење од чекалника и матични лекари до болници. Тоа секаде се случува во Европа. За жал се случува и кај нас и поред оние мерки на предпазливост и на контрола на ова ширење. Малите сипаници се најопасни за најмалата популација кои поради возраста не подлежат на вакцинација. Вчера на детска клиника хоспитализирале 4 бебиња, а на болничко лекување имаат уште 4 други кои ги задржале поради компликациите од морбили. Меѓутоа случаи на мали сипаници регистрираме и во повозрастните групи. Исто така тоа го најавивме на почетокот на епидемијата дека може да заболат и повозрастни лица, некои од нив и делумно вакцинирани, бидејќи доаѓа до слабење на имунитетот. Од прогласувањето на епидемијата во Скопје, МРП примиле над 8.000 деца. До сега биле пријавени само 2 несакани реакции од вакцините – температура и болка на местото на убодот. Епидемиолозите апелираат поголем процент на имунизација да има и во внатрешноста на земјата, поради ширењето на малите сипаници. Сања Димитровска, Сител телевизија.